За почеток ви благодарам што издвоите време за овој интервју. Првото моје прашање е вака. По забележаните најголеми успеси минатата година на нашата репрезентација останувате селектор. Еден ваш коментар за тоа како помина изминатата година. Па добро, во изминатите 2 години македонската одбојкарска репрезентација имаше активности, поточно најголемите активности беа од европските лиги 2014 и 2015. Како што и самите знаете, минатата година го направивме и неголемиот резултат на македонската одбојка, поточно одбојкарската репрезентација се најде во самата завршница, успеа да се пласира на Final Four, каде што во финалето го освоивме сребрениот медал, бевме поразени од Словенија, меѓутоа сите наши резултати од минатата година и од пред 2 години навистина ветуваат многу дека оваа репрезентација може да продолжи понатаму. Минатата година нашиот пат до финалето не беше нималку лесен, ако се земе во предвид дека противниците кои што всушност беа и фаворити како Естонија, репрезентацијата на Естонија и Словенија не ни дава многу со можност да се надеваме дека можеме да направиме нешто повеќе. Меѓутоа, играчите заедно со стручниот штаб и федерацијата навистина направивме еден голем исчекор во македонската одбојка, што се надевам дека тој тренд ќе продолжи и понатаму во следните години. Каква е вашата досегашна соработка со федерацијата и секако со вашите играчи? Па добро, имаме добра соработка. Секако дека довербата која што ми ја укажа луѓето од федерацијата ми причинува посебно задоволство да и понатаму продолжам да работам со репрезентацијата. Што се однесува до играчите, со дел од нив бевме и клупски колеги. Имам огромен почит од истите играчи, секако и поддршка, така да мислам дека сите коцки се склопени за да и понатаму продолжиме во еден позитивен смер. Веќе е направена ждрепката и за Европската лига. Како ги оценувате противниците и има ли можност да биде повторен минатогодишниот успех? Па добро, знаете како. Секогаш, кога започнуваат нашите активности, секако си имаме определени цели. И оваа година нашата цел ќе биде пласман на самата завршница, поточно во нашето трето учество во европските лиги и по трет пат да се најдеме во една сама завршница. Затоа нема да биде нималку лесно, ако се земе во предвид дека во нашата група репрезентацијата на Бугарија е всушност и фаворит. Тоа е една од репрезентациите која што е, а исто така во нашата група се наоѓа репрезентацијата Данска, која што во минатите години ни беше една од најтешките пречки која што требаше да ја поминеме. Тоа и го сторивме, меѓутоа мора да потенцирам дека бевме и поразени токму од репрезентацијата на Данска, што ни дава со право да сме максимално мобилизирани и да се надеваме, меѓутоа во никој случај не смеме да ги потцениме. Исто така репрезентацијата на Албанија, која што е како четврта репрезентација во нашата група, секако си има своји шанси, ако се земе во предвид дека оваа година дојде до промени во нивната федерација и од сите оние информации кои што стигнаа до мене, мислам дека сите репрезентативци, вклучувајќи ги оние нивни најпознати джелати кои што настапува во грчкото првенство, Газмен Хусај во турското првенство, ќе бидат дел од оваа Европска лига оваа година. Така да, имаме период каде што треба добро да се спремни да ја дочекаме оваа Европска лига. Позитивна работа од сето тоа што еден од турнирите ќе се одржат токму во Скопје, значи ќе бидеме организатори и домаќини на еден од тие турнири. Така да, со комплетирање на сите 6 надпревари кои што ги имаме, значи на првиот турнир во Бугарија и на вториот во Македонија, се надевам дека ќе имаме доволен број на поени за да ги освоиме едно од првите 2 места. Исто така би сакал да потенцирам тоа дека бугарската репрезентација, затоа што е организатор на завршниот турнир, на Final Four, има загарантирано учество, што значи дека треба да атакуваме на првото место доколку сакаме да бидеме сигурни патници. Доколку тоа не се случи, значи од двете групи оди најдобро пласираната втора репрезентација. Се надеваме дека едно од тие 2 места ќе ни припаднат токму на нас и македонската репрезентација повторно ќе ја видиме во своето трето Final Four издание. Во однос на наредното европско првенство, какви се шансите на нашата репрезентација? Добро, оваа година секако дека приоритет ни е Европската лига,
мислам прва од активности е токму Европската лига. Всушност тоа ќе ни бидат и подготовки за она што престои покасно, поточно тоа е квалификациите за Европско првенство. До сега македонската одбојкарска репрезентација се нема пласирано на една сама завршница, што значи дека исто така и тоа ни е еден голем императив да се најдеме на една таква завршница. Што се однесува до групата, имаме релативно тешка група. Како противници ги имаме репрезентацијата на Чешка, која што во изминатите години беше поуспешна во Македонија. Подсетувам, во еден од баражите за тие квалификации за Европско првенство беше поуспешна од нас и не ни дозволи да се пласираме понатаму. Исто така репрезентацијата на Естонија, која што во минатата година, во минатата Евролига, на два пати не порази на почетокот од Европската лига, за да во полуфиналето успеавме да видиме подобри од нив, што значи една репрезентација доста искусна, која што во своите редови има многу добри одбојкари. Исто така, во нашата група ќе биде и Романија. Инаку романците ќе бидат организатори на еден од двата турнири, така да, бидејќи си организатори, сигурно имаат и тие некакви намери за да направат нешто повеќе, некаков исчекор и во нивната одбојка. Вториот турнир исто така ќе биде одржан во Чешка, што значи нема да бидеме организатори на ниту еден од овие два турнири. Романците и чесите ќе го имаат тоа задоволство да видиме нивни гости. Меѓутоа, како што реков, фаворитската улога им ја препуштаме на другите, меѓутоа сигурно нема да останеме со скрстени раце, доколку ни се укаже добра прилика, ќе атакуваме и на тоа наше прво учество. Да се осврнеме малце на нашите одбојкари. Во изминатите 2 до 3 години некои од нив ја завршија својата репрезентативна кариера. Каков е сегашниот капацитет на репрезентацијата и со какви млади сили располагаме? Ова е веќе моја трета година како ја водам македонската одбојкарска репрезентација. За жал, во изминатите 2 години имаме 5 откажувања. Ако се земе во предвид дека бројот на професионални одбојкари во нашата земја е многу мал, навистина е тешко. Во изминатите 2 години во европските лиги успеавме да направиме некоја рокада на играчи, да преместиме од една на друга позиција, меѓутоа сега тој избор се стеснува уште повеќе. Со самото откажување на завршување на одбојкарската кариера на Зоран Ѓорѓевски, исто така и откажувањето на Вук Карановиќ, претходно да потенцирам дека исто и Милков ја заврши одбојкарската кариера и уште некои други одбојкари, така да се наоѓаме во една ситуација каде што немаме можност да бираме многу, меѓутоа она што ветува е добрата форма на нашите интернационалци кои што настапуваат надвор од границите на нашата држава. Ете би ги издвоил Јовица Симовски, кој што настапува во Ажаксио, Франција и навистина има одлични резултати. Тој го освои и францускиот куп оваа година. Исто така Никола Георгиев, еден одличен играч кој што оваа година беше човекот кој што не представуваше во Јапонија. Тоа е една земја каде што одбојката е на едно многу високо ниво. Би ги вклучил тука секако и нашите техничари. Георгиев, кој што игра во Мили Пијанго во Турција, тука е Деспотовски, кој што игра во Романија, исто така Ѓоко Јосифов својата кариера ја проложи во Романија, исто така забележи доста значителни резултати. Ќе повторам дека добро е што ги имаме овие играчи, добро е што нивната форма ги следам цела година, е на едно високо врвно ниво и се надевам дека токму со нивна помош ќе успееме да ги компензираме оние недостатоци или оној играчки дефицит кој што го имаме. Секако дека и другите играчи кои што настапуваа исто така, Милев имаше делот оваа година, настапуваше на Кипар, Љавтов настапуваше во втората турска лига. Радува тоа што поголем дел од нив беа активни. Не смееме да го заборавиме секако и Ангеловски, нашето либеро, кој што за прв пат оваа година како странец настапуваше во Српската лига и беше едно од најдобрите либера статистички гледано. Клопчевски, кој што го имаме, еден од нашите најголеми надежи, настапува во освојувачот на купот оваа година, шутова од Кичево. Така да се надевам дека ќе биде се добро. Во следниот период очекувам да биде објавен и поширокиот список на репрезентативци во кој што
сигурно ќе продефилираат и некои други имиња кои што можеби досега не биле дел од оваа репрезентација. Што би можело така да се изразам да биде адутот на македонската репрезентација за добар успех на Европската лига или пак се надевам пласман на Европското првенство? Дефинитивно другарството е она што не обединува, она што не прави да сме посилни од сите. И покрај некои пропратни организацијски проблеми што ги имавме, навистина покажавме дека овие играчи, овие момци, овој дел од стручен штаб што е заедно со мене може да истраат и тогаш кога е најлошо. Имавме сили, другарството, сплотеноста, атмосферата која што владее во нашата репрезентација. Се надевам дека ќе биде позитивно одразена исто и за следните активности. Во однос на вашиот клубски ангажман, ги обединивте сите трофеи на Кипар, дури и срушивте и некои рекорди. Што би издвоиле од сезоната и како течеше целата сезона? Па може да кажам дека оваа сезона е досега најуспешна за мене. И претходно имав настапувано на Кипар. 2012 и 13 и 2013 и 14 година бев тренер во одбојкарски клуб Неа Саламина, каде што успеав да станам шампион на Кипар. Инаку до тогаш одбојкарскиот клуб Неа Саламина 11 години немаше можност да се израдува на еден таков трофеј. Ние тоа го направивме, исто така Суперкупот го освоивме. Меѓутоа, она што се случи оваа година, обединување на трите титули, навистина е посебно ме прави да сум среќен. На почетокот го освоивме Суперкупот. После тоа во првенството одигравме 20 вкупно надпревари, од кои 7 беа во првиот дел од полусезоната, 7 надпревари во вториот дел. После тоа беше и плејофот, уште со 6 надпревари успеавме да ги забележиме, да ги победиме сите надпревари во првенството и да се закитиме со титулата шампион. Минатата година Омонија беше шампион на Кипар, а оваа година целта им беше да се повтори тој успех. Она што го направивме нешто повеќе од минатата година, го освоивме и националниот куп. Во финалето ја победивме Неа Саламина, што ми представуваше посебна чест, сепак победа против мојот бивш тим, навистина да ми причини посебно задоволство. Што значи, од вкупно одиграни 26 надпревари во кипарското првенство, успеавме да забележиме 26 победи, што всушност представува и нов рекорд во кипарската одбојка. Дали би можеле да направиме една споредба или една паралела помеѓу македонската одбојка и одбојката на Кипар? За жал во моментов не можеме да направиме никаква споредба, затоа што екипите, сите екипи, буквално, кои што настапуваат во првата кипарска лига, имаат по тројца странци. Што значи, во кипарската лига многу повеќе се инвестира. Сите играчи кои што доаѓаат таму се проверени играчи, значи може да се направи една компарација. Дел од нашите репрезентативци настапува токму во кипарското првенство, што значи дека кипарската лига е на едно високо ниво. Она што се случува во македонската лига, во овој момент сите знаеме дека нема странци. Лигата е сведена на оние искусни одбојкари кои што се веќе на залез на својата кариера. За жал, немаме млади кои што би испливале во преден план, кои што всушност и во некоја блиска иднина би биле и дел од македонската одбојкарска репрезентација. Меѓутоа, се надевам дека после сите овие резултати кои што македонската одбојкарска репрезентација ги бележи овој период, дека во некоја блиска иднина ќе имаме и таа можност да имаме повеќе млади одбојкари и нашата одбојка да биде на едно повисоко ниво. Во однос на македонската клубска одбојка, смееме ли да си земеме за право да очекуваме некои успеси како што ги има репрезентацијата? Сега во овој период мислам дека е многу тешко. Ако се вратиме неколку години наназад, знаеме дека секогаш одбојкарскиот клуб на Работнички Фершпет, тогашен каде што јас учествував, бев дел од таа екипа 10 години, како шампион настапуваше во тие Еврокупови. За жал, сите овие години немаме екипа која што не представува во Европа. Да се надеваме, секогаш сум оптимист, меѓутоа за тоа е потребно спонзорство, за тоа е потребна голема организација. Се надевам дека некои од овие клубови што сега настапуваат во првата лига, дека веќе во следните години ќе ги видиме во Европа. Она што е интересно е дека
вашиот син Лука направи трансфер што го прави најмлад играч кој направил трансфер до сега. Го гледате ли како ваш наследник? Па добро, знаете како, Лука уште од мал, уште од многу мал, е заедно со мене на спортскиот терен. Веќе од 5 годишна возраст започна да тренира во Академијата Best Volley, тоа е моја академија, каде што веќе 6 години успешно работиме. И неговата желба беше, и на неговиот престој во Кипар, да продолжи со спортските активности. Секако дека голема помош има од страна Кипарската федерација, исто така и од председателот на Одбојкарската федерација на Македонија, кои што сите се заложија да го направат издавањето на тој потребен сертификат за Лука да добие право да настапува во одбојкарскиот клуб Омонија, каде што всушност јас бев. Инаку настапуваше во Ю14 и Ю16, значи до 14 и до 16 години. Всушност тој има 8,5 години, меѓутоа мора да признам дека одлично се снајде. Не инсистирам на него се уште премногу, меѓутоа од она што го гледам, од неговите квалитети, јасно говорат дека има голем потенцијал, доколку продолжи да има таа желба што сега ја има за да продолжи понатаму, мислам дека не мора да биде како мене, може да биде и подобар, се разбира. Ја споменавте и вашата академија. Како сте задоволни од интересот што го покажувате младите за да тренираат токму одбојка? Па добро, како што кажа, веќе 6 години работиме со Одбојкарската академија. Имаме тренери кои што ме надополнуваат, односно го пополнуваат моето отсуство. Тука е Емилија Мојсовска, која што всушност е и координатор на целата наша академија, кога ние не сме тука. Задоволни сме, мора да признам дека интересот за женската одбојка е многу поголем, значи имаме повеќе девојчиња отколку момчиња. Меѓутоа, се надеваме дека во некоја блиска иднина, токму и тие, момчињата, ќе бидат дел од нашата академија, со една малку поголема афирмација на одбојката во Македонија, мислам дека ќе успееме да ги привлечеме и нив. Инаку знаете, сега има сите момчиња се претежно одат да тренираат фудбал, кошарка или ракомет. Немаме една таква традиција, меѓутоа во некоја блиска иднина се надевам дека ќе се смени сето тоа и дека токму и од мојата одбојкарска академија ќе излезат и некои македонски репрезентативци. Потенцијалниот веќе го имаме. Значи Лука е дел од таа. Има ли простор вториот што ќе направи трансферот надброд Македонија најмлад да биде од токму од академијата? Па да се надеваме. Значи работата со млади категории треба вложување многу труд во нив, затоа што на тие години децата кога доаѓаат, тогаш ќе осознаваат одбојката како спорт и потребно е сепак да се има добар стручен тим, стручен кадар. Ние тоа го имаме и се надевам дека во некоја блиска иднина токму репрезентативци кои што ќе настапуваат во македонската репрезентација ќе бидат дел токму од Best Volley. Во однос на вашите идни планови, останувате на Кипар и кои се плановите со репрезентацијата? Добро. Ме радува тоа што, како што пред малку споменавме, ги обединивме трите титули на Кипар. Секако дека задоволството од раководството е големо, меѓутоа на крај од месец мај има изборно собрание каде што ќе биде утврдено дали управата која што го водеше клубот оваа година всушност ќе продолжи и понатаму. После тоа изборно собрание ќе се знае конкретно што понатаму, меѓутоа нивната желба е екипата да се најде следната година во Лигата на шампиони, значи за прв пат една екипа од Кипар да се надпреварува во најсилната Европска лига и да го задржи целиот костур на екипата. Секако дека тука треба да се склопи годишниот буџет, спонзорството, ќе причекаме, значи некаде уште месец дена и точно ќе знаеме што понатаму. Секако дека во моментов сум слободен, она што ми е во преден план е репрезентацијата и се надевам успешна подготовка и достојно презентирање на македонската одбојка како и во изминатите 2 години, така и во оваа. Во однос на улогите тренер-играч,
Каде се пронаоѓате повеќе? Знаете како, сосема две различни улоги. Како играч беше многу полесно. Тогаш нормално бев и како капитен во екипите каде што настапував, бев нешто и повеќе од играч, значи околу организацијскиот дел, комуникацијата меѓу играчите беше оставена токму на мене. Меѓутоа, она што сега во овие моменти како тренер треба да се сработи е многу повеќе. Значи треба 12 играчи да се изнајде решение, да се вклопи една целина, од тие 12 да се издвојат 6. Многу беше полесно, дефинитивно многу беше полесно како играч. Поодговорна, потешка работа е многу тренерската работа. Меѓутоа, доколку се работи со љубов и со голема желба, ентузијазам, ништо не е тешко, така да ете, добро за сега во мојата неколку годишна тренерска кариера, добро се снаоѓам и се надевам дека ќе продолжам и понатаму. И јас тука би ви се заблагодарил за ова интервју. Ќе ви посакам големи успеси во иднина и се надевам на пласман на Европското првенство. Благодарам, многу ми беше задоволство.